Корона кризата може го достигна пикот, но психијатрите не го допрва го очекуваат. Велат дека пандемијата со COVID-19 станува главна тема и преокупација на сите кои го поминале прагот на психијатрискиот кабинет. Природната отпорност и можност за адаптација кај луѓето веќе е исцрпена и паѓа, со што се јавуваат нездрави механизми во нарушено однесување, па и поголеми растројства. Луѓето сумираат и доаѓаат со еден тип на проблематика од изгубеното здравје. Значи, речи си да во секоја една фамилија имаме по еден заболен. Значи, здравје, загуба во семејството за жал, изгубеното време, изгубените можности, изгубените финансии. Практично, бројот на пациенти не е толку многу зголемен, фреквенцијата во текот на тие 7-8 месеци е речи си иста, меѓутоа тематиката е слична на пациентите, што е и очекувано. При тоа, пациентите кои што веќе се поставени на психијатриска терапија, значи на психотерапија и психофармакотерапија, полесно ја поднесуваат оваа ситуација, затоа што веќе речи си имаат еден заштитен оклоп, за разлика од пациентите кои што за прв пат се среќаваат со оваа стресогена ситуација, практично не можат, ова е една шокова ситуација, се збунети, например, доколку има загуба во семејството, тие се бесни, се прашуваат дали направивме доволно, практично се изгубени и кај дел од нив тек очекуваме со тек на време да се развијат за жал некои психички растројства кои што ќе бидат подлежни на лекување. Доктор Кацарска вели дека помалку изложување на информации и поголемо дружење со позитивни личности околу нас е еден од начините како да си помогнат засегнатите и да се изборат од оваа шокова состојба. Од една страна сакаме да бидеме информирани за да не испуштиме нешто, од друга страна преголемата информираност доведува до страв. Практично, на која страна и да се завртиме, темата е таа. Мислам што не е избежна. Дозираната информација пред се и онака дружбата ни е веќе практично редуцирана, на некој начин дозираната информација и дружба со луѓе кои што продуцираат позитивна енергија, затоа што во природата на човекот не е изолација, туку социализација. И сето ова што ни се случува ни е наметнато. Од март годинава почна борбата против коронавирусот и пандемијата со COVID-19. Рестриктивните мерки, затвореноста и изолацијата негативно се одразија на менталното здравје, зашто човекот единствено функционира како заедница. Оттаму психијатрите се загрижени дека и по завршувањето на овој здравствен хорор, ефектите кај менталното здравје ќе траат подолго.